Može se očekivati pristup koji će biti možda više predvidiv. To restore America's credibility, restore the confidence of the rest of the world, including from the Western Balkans. Vraćanje na multilateralizmот како еден важен метод на решавање и на приод кон меѓународните теми во меѓународната политика. We're probably going to see a change of tone and a change of relations between the EU and the US quite soon with its impact on the Western Balkans. Заеднички содржател во овие изјави е Џо Бајден, идниот 46-ти председател на Соединетите Американски држави, кој од јануари едната година треба да влезе во овалната соба во Белата куќа. Joseph R. Biden Jr. Joe Biden. Joseph Robinette Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden Will become the 46th president of the United States. Прашањето кое сега се поставува и меѓу политичките елити и во аналитичарските кругови во регионот е што за Балканот ќе значи враќањето на Џо Бајден во Белата куќа. Одговорите можеби треба да се бараат во минатото. Ангажманот на Џо Бајден на Балканот, попрецизно во поранешна Југославија, датира уште од времето на Тито. Преку војните 90-ти години инсистирањето на западна поддршка за босанските власти, па се од неговата прва од вкупно двете балкански турнеи во кои ги посети и Србија и Косово. The only time as a student of history of the Balkans, and I suspect I have read as much as almost anybody in here, at least I've tried my best. I've gone there twice, I've spoken with everyone I could speak to. The last two Balkan wars, the only time they end is when all parties conclude they cannot achieve any more on the ground than they can at the peace table. Подоцна како подпредседател во мандатот на Барак Обама нему му припадна одговорноста да се занимава со овој дел од светот. The President and I both acknowledge that in order to move our relationship forward, we need to find a way forward on a few issues on which we disagree. Оваа изјава на Бајден е дадена во Белград во 2009 година. Ја имав можноста да го следам Џо Бајден како што туку избран американски подпредседател, кога во пролета 2009 допатува во историска посета на Белград, со што се уште е највисокиот американски представник што бил во оваа земја по бомбардирањето на НАТО. По 2009 истото го повтори во 2016. Беше и во Белград и во Приштина, но тогаш на крајот од неговиот мандат, во обид да го поттурне диалогот меѓу двете страни, но без некој посериозен резултат. Значи во Белата куќа доаѓа председател кој како можеби никој од неговите претходници го знае и е поврзан со Балканот. Но дали како председател Бајден ќе биде проактивен кон Балканот како што беше во времето кога извршуваше подпредседателската или сенаторската функција? The Trump administration didn't have, especially when it comes to the Western Balkans, a clear strategy. It had engagement only basically in the form of the special envoy dealing with Serbia, Kosovo, Richard Grenell, and his actions, I think, were a lot of hot air with very little tangible results. So some of the few modest results might be picked up by the next administration, but I think a lot of it is about letting the State Department do its job. I don't expect that the Biden administration will set the Western Balkans as a priority. After all, there are many fires to extinguish, many problems to deal with domestically, as well as with major partners. So I don't think the US will become majorly engaged in the Western Balkans, at least not in the first period, unless it has to. But it will be very much supporting the EU as it hasn't under Trump, and it will allow or re-empower its State Department officials to be active. За Вашингтон главни отворени прашања во регионот откако е надминат македонско-грчкиот спор остануваат иднината на Дејтонска Босна и односите Србија-Косово. Трамповата администрација покажа одреден интерес за подобрување на релациите меѓу Белград и Приштина со изненадувачки брзо подготвениот и потпишан Вашингтонски договор. Но проценките на познавачи на ситуацијата во Србија се дека овој договор е далеко од тоа да биде финален документ со кој ќе се нормализираат односите меѓу двете земји. Очекувам да će se pojedini aspekti ovog sporazuma naći na listi prioriteta Sjedinjenih Američkih Država kada se radi o njihovim odnosima sa Beogradom i Prištinom. Recimo uspostavljanje Kancelarije razvojno-finansijske korporacije u Beogradu i siguran sam da Sjedinjene Američke Države neće odustati od tih važnih infrastrukturnih projekata. To su šanse i za njihove kompanije, naravno. Sjedinjene Američke Države će također zahtevati poštovanje onog dela koji se tiče zamrzavanja kampanje povlačenja priznavanja
Kosova, na što se obavezala Srbija. Takođe, siguran sam da će i Kosovo biti pod određenim pritiskom da sprovede taj moratorijum od 1 godine i da ne traži pristupanje novim međunarodnim организацијама. Очекувањата во Приштина од администрацијата на Џо Бајден се поголеми. Албанската зедница, традиционално наклонета кон САД и особено кон Демократската партија, уште пред неколку години именуваше една делница на пат во Косово како Бо Бајден, во спомен на починатиот син на новиот американски председател кој една година обучувал косовски суди и обвинители. Edhe mos harrojmë, se çështja e marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbia është transferuar në Bruksel. Sigurisht që Amerika jep një farë përparësie Brukselit, por ne po duam besojmë shumë se zoti Trump me gjë atë me një sy. Gjithmonë do të jetë interesuar për ato se çfarë do të bëhet në Bruksel dhe në rast se ka një diçka që ofrohet edhe e cila është ka të qoftë më pak se sa iniciativa plot për Kosovën, ai do ta kundërshtoj. Jemi të bindur për këtë, duke ditur historinë. A do të mirët ai personalisht vetë me këtë punë. A do të vazhdoj ta ketë një emisator të posaçëm për dialogun sikur që pati zoti Trump me zotin Grenell, nuk di, është herët thuhet, por që ka një ndjeshmëri jashtëzakonisht ndryshe te zoti Biden ka pi Kosovës me zotin Trump është më së evident. Ако најавите се дека под Бајден Белата куќа ќе биде капетанот, а Стейт Департментот ќе се врати на кормиларската позиција во американската надворешна политика, тогаш може да се очекува новиот председател, за разлика од Трамп, да не прави експерименти кога станува збор за позицијата државен секретар. Сузан Рајс, Ентони Блинкен, Вилијам Барнс, кои се споменуваат како најсериозни играчи, се проверени дипломати со децении искуство. Следствено, известно е дека луѓе како Филип Рикер, Метју Палмер, Браан Хојти, дипломати со извонредно познавање на Балканот и Северна Македонија, ќе останат или можеби ќе напредуваат на повисоки позиции во Стейт Департментот. За нас е многу важно што во Белата куќа и во Стейт Департментот прво ќе се пополнат во Стейт Департментот спратовите, катовите кои сега се празни, има маса канцеларии кои што се испразнија заради начинот на кој Трамп ја водеше својата надворешна политика. Второ, заради интересот на самиот Бајден за овој регион, секако кој да дојде на местото на сегашниот Помпео, на местото на Стейт Департментот, ќе биде, да кажам, редовно во агендата негова Балканот ќе биде една редовна точка на разгледување на работите и доколку се случи, како што има најави таму да дојдат луѓе кои што и од блиску ги знаат балканските работи, мислам дека тоа ќе придонесе за еден поинаков однос кон па дури понекогаш и малку микроменаџирање на проблемите, бидејќи знаете како е кај нас на целиот Балкан, доколку на време и во некакви почетни фази не се вклучите во решавање на одредени проблеми, потоа станува предоцна и бараат други ресурси и станува целиот проблем поскап за решавање. Тоа Џо Бајден одлично го знае, зашто токму тој во 2011 година директно се вклучи во гасењето на политичкиот пожар во земјава што туку-што се разгоруваше. Пред 9 години Бајден се сретна со тогашниот премиер Никола Груевски во Белата куќа и му пренесе серија пораки, особено во делот на владењето на правото, меѓуетничките односи, слободата на говорот, медиумите, како и за прашањето зимето. Следуваше уште поголемо назадување на демократијата во земјава. На почетокот на 2016-та, по ангажман на многу платени лобисти, Груевски повторно доби средба со Бајден. Груевски сметаше дека со состанок во Белата куќа ќе може да издействува промена на американскиот пристап кон состојбите во земјава, но тоа не се случи. Напротив, од тогашниот потпредседател Бајден слушна дека САД очекуваат од него да се придржува до договореното во Пржино. Во периодот што следуваше американската дипломатија и онаа под Обама и онаа под Трамп, потрошија многу време и вложија многу напори за демократско стабилизирање на Македонија, незино враќање на евроатлантскиот курс и конечно зачленување во НАТО. Но работата не е завршена, особено ако Бугарија стави вето за почеток на преговори со ЕУ. Во такво сценарио, по влегувањето на Бајден во Белата куќа на 20 јануари, една од работите што треба да се очекуваат е засилен американски ангажман за да се надминат недоразбирањата на релација Скопје-Софија, за Македонија долгорочно да се стабилизира и да го продолжи трансформирањето во целосно функционална демократија преку преговорите за членство во Европската Унија.